И по 2 недели беровчани се уште не можат да ја користат водата за пиење и готвење. Се чекаат новите анализи и испитувања за да се утврди присуството на манган во водата. Во меѓувреме граѓаните во Берово се снабдуваат со вода за пиење преку цистерни од Беровско езеро. Градоначалникот Звонко Пеќевски вели дека распоредот е направен и повика на разбирање од страна на беровчани. Водата се уште не се пие, се уште не е за целосна употреба и користење. Се прават последните мерења да видиме што ќе покажат новите анализи. Водоснабдувањето оди со распоред кој е направен од страна на јавното предпријатие за комунални работи со Берово редовно во периодите кога има или пониски температури, малку дотрат возилата со доставата на вода за пиење, верувам дека граѓаните ќе имаат разбирање. Последните анализи се во тек, вели Пеќевски, се надева дека во најбрз рок проблемот со водоснабдувањето целосно ќе биде надминат, а беровчани ќе имаат чиста вода за пиење и готвење. Сега се носи вода од Беров. Значи, имаме ние путна станица која е на Беровско езеро. Која го ставува Беровско езеро и таму водата од анализи кои ги зема АХВ е исправна и од таму се црпе вода и се носи во градот. Видите, со самото тоа што водата нели не е за целосна употреба е на добар на граѓаните, мора да се симнуваат да полнат вода од цистерни, нели далеку подобро колку се била кога водата ќе биде исправна во самата мрежа, меѓутоа се надам дека за кратко време ќе се стабилизира во соработка со Националното водостопанство за цена дел од страната, да може да имаме соодветна динамика на новиот прилик на вода, така се надам дека тоа ќе биде за известно време решен. Водата за пиење во Берово е забранета од 13 ноември годинава, откако се утврди дека има зголемено присуство на манган во истата. Најпрво граѓаните се снабдуваа со вода за пиење од Делчево, со цистерни кои беа обезбедени од страна на комуналното јавно предпријатие Услуга Берово.